Северна Македонија е во центарот на Европа и незиното природно место е во Европската Унија. Беа дел од согледувањата на учесниците на меѓународниот форум на кој се зборуваше за перспективите за проширување по Европскиот совет, на кој земјава не доби датум за преговори. Анализите се дека зачленувањето во Унијата не е добро само за земјава, туку и за самата ЕУ, која така на Балканот би превенирала влијание од други глобални играчи. Северна Македонија и државите од југоисточна Европа ги гледам како дел од Европската Унија. Според логиката на нештата тоа се подразбира заради позицијата на овие земји и мора да се потрудиме тоа да се случи по пат на мир, стабилност и демократско владење. Само така може да станат дел од Унијата. Не би сакала да споменувам која би била другата варијанта. За жал тоа е она што се случи во 90-тите години од минатиот век. Германскиот амбасадор причините за неуспехот во Брисел не ги бара во земјава, туку во актуелната ситуација во Унијата, чии граѓани не се многу расположени за процесот на проширување. Германија понатаму ќе ја поддржува Северна Македонија на патот кон Унијата. Уверени сме дека се исплати на земјава да се даде европска перспектива. Се надеваме дека Северна Македонија ќе ги засили реформите и со тоа ќе ги разубеди оние кои можеби сметаат дека местото не е во европското семејство. За представниците на Конрад Аденауер, една од највлијателните германски фондации, неносењето одлука во Брисел не треба да ги фрустрира граѓаните и да биде нова пречка на реформската агенда. Понекогаш кризата може да биде и продуктивна. Знаеме дека во секоја криза се крие и шанса. Само мора да ги научиме вистинските лекции и заклучоци. За можноста по епилогот во Брисел, Македонија своето место наместо во Европската да го бара во Евроазиската Унија, дипломатите велат дека е нереална и поттикната од Русија. Аргументираат што земја од срцето на Европа би барала во далечната Азија. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.